Активности за изградба и обнова на 40 на патишта, автопати, експресни, регионални и локални, најави за годинава министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Со истото темпо, според министерот Мисајловски, ќе продолжи изградбата и обновата на над 200 километри автопатска мрежа во Македонија, а ќе започне и реконструкцијата на две нови автопатски делници. Во тек изградбата на новиот автопат Емир Капија Смоквица, кој ќе го завршиме оваа година, потоа автопатот од Миладиновци до Штип и од Кичево до Охрид, кои очекуваме да завршат во 2018 година. Во текот е реконструкција на автопатите од Смоквица до Гелија и од Куманово до Миладиновци. Исто така овие ќе бидат завршени оваа година, а делницата од Неготино до Емир Капија, која што почна да се реконструира минатата година, ќе биде готова во 2018 година. Оваа година ќе започнеме со реконструкција на автопатот од Велес до Градско во должина од 20 км и од Скопје до Куманово во должина од 22 км, инвестиција од речиси 7,8 милиони евра преку ИПА програмата. Со околу 250 милиони евра ќе се финансира изградбата на 3 нови експресни патишта во должина од над 100 км, а почетокот на изградба е предвиден за годинава. Во делот на експресните патишта планираме изградба на 3 нови експресни патишта и тоа од Штип до Кочани, кој ќе започне со градба на почетокот на градежната сезона, потоа од Штип до Радовиш и од Ранковци до Крива Паланка, кој ќе отпочне во првиот квартал на оваа година. Знаете дека во тек е изградба и на првата фаза од експресниот пат од Градско до Прилеп, а годинава ќе започнеме со изградба на втората фаза од Градско до Дреново, а исто така за третата фаза од Тројаци до Прилеп ќе распишеме тендер за градба. Исто така ќе распишеме тендер за проектирање и изградба на експресен пат од Битово до граничниот премин Меджитлија, граничниот премин, како и влезовите во Битово. Во однос на регионалната патна мрежа, во моментот се работи на 4 патишта, а ќе почне изградба и обнова на други 37. За таа намена се предвидени средства во висина од над 55 милиони евра. Гостивар Кичево инвестиција од 4 милиони евра, Скопје Македонски брод делница Близанско Калуѓерец инвестиција од 1,6 милиони евра, Сопиште Говорлево вредност од 525.000 евра, до изградба на регионалниот пат во Вевчани вредност од 330.000 евра. За овие патишта јавното претпријатие за државни патишта веќе има потпишан договор и се очекува да се почне со работа која ќе се подобрат временските услови за компаниите за да може да излезат на терен. Според Мисајловски, во тек на проектирање се 2 нови автопати од Гостивар до Кичево и од Скопје до Блаце, а потоа ќе се утврди финансиската конструкција и ќе се одбере моделот на финансирање.